Јас сум Кристина, а ова е Да Солателје подкаст. Здраво, драги мои, и добре дојавте во една нова феноменална епизода која ви ја спремам сега. Во оваа епизода сакам да ви подарам една алатка што ја користам јас со моите клиенти, и тоа беше и мотивација зошто одлучив да зборувам на оваа тема. Во моите вежби измеѓу сесии им давам на моите клиенти психолошки вежби кои работат на едно свесно ниво. Нормално со самите вежби одиме ние и подлабоко, се откриваат некои скриени верувања и така натаму што биле негде скриени, но самата хипноза го отвара тоа поле, тоа енергетско поле да се развие простор да испливаат на површина тие некои верувања. Па така оваа вежба им помага да дојдат до некои заклучоци што се случува внатре во нив и во тие сите слоеви на внатрешното дете или внатре во себе. Оваа вежба се нарекува Јас си дозволувам или си давам право на. Целта на оваа вежба е да секоја клиентка напише полна реченица, секојдневно пишува Јас си дозволувам да и нешто. И една од моите клиентки сега пред некој ден ми кажа: Кристина, јас навистина знам што да напишам, не можам да дојдам на идеја што би било тоа што можам да си го дозволам. И тоа ми беше и знак да ја објаснам оваа вежба и да ви дадам до знаење што значи и колку е ова самата вежба мојкна. Кога сме биле деца, сме имале различен вид на забрани. Дали биле тоа некои легитимни забрани, како немој да ја префрлуваш улицата кога е црвено, немој да лажеш, немој да крадеш и така натаму, што апсолутно држеле вода. Но имало и такви невербални забрани, што без да се каже ние сме го почувствувале тоа дека ова не се прави така или ова не смеам јас и така натаму. Значи ќе ви споделам и подоцна на пример. Кај мене беше тоа дека не се препрашува или сега ако нешто не те јасно не мора многу да препрашуваш и така натаму, и често јас долги години не знаев дека имам забрана да препрашувам и не прашува, воопшто не се интересирав за некои работи кои ми беа битни, и самото тоа го потиснува во мене и мислев дека во мене е проблемот, дека јас сум глупава, всушност јас немав доволно информации затоа што не си давав дозвола да прашам, затоа што кога ќе прашав звучев дека не сум паметна или другите ги малтретирам на некој начин, постојано со прашања и така натаму. А постојат и оние директни вербални забрани, како пази со кого се дружиш, немој да се дружиш со тие луѓе, немој тоа да го правиш и така некои забрани кои ни биле директно кажани што да правиме или што да не правиме. И тоа со тек на време, затоа што тоа се создава во механизми, нашиот ум не е доволно развиен на една друга фреквенција, се создава еден склоп на вистина која ја држиме внатре во нас. И потоа тоа го живееме, и таа наша вистина, што е вистина, не е вистина тоа што го зборуваме, него тоа што го живееме. Таа наша внатрешна вистина бара надворешна потврда. И така, например, ако ви кажале дека, не знам, сите машки лажат, тогаш ќе бара потсвесно или несвесно потврда надвор во реалноста и тоа ќе ти се случува тебе. Како една моја клиентка која ми кажува јас само наидувам на несериозни мажи, тоа е затоа што незиното вистина е дека мажите не се сериозни или барем таа не заслужува сериозни мажи, и така незината подсвест лепи реалност односно евиденција бара надвор на незината вистина. Овој механизам на забрана најчесто се привлекувал во темата финанси или пари, затоа луѓето користат најразлични методи, афирмираат, користат најразлични методи што постојат надвор на интернет, а всушност не функционираат поради тоа што таа вистина е многу подлабока и многу окорената внатре во нив, и затоа не функционираат некои афирмации што ги користат во однос на парите или што сакаат некои методи да ги применат. Тука настапува методата reparenting, односно превоспитување на самите себе. И во тој случај ние си дозволуваме. Значи, обратно од тоа што ни било забранувано, сега ние си дозволуваме. Што се случува? Тука оваа метода се вика деконфузија на егото на внатрешното дете, односно тој концепт што го имал детето, таа вистина, ние сега ја менуваме. И како возрастна личност со свест и со здрав разум, почнуваш да го наблюдуваш цел концепт што постои внатре во тебе и почнуваш да го разбираш и да видиш дека
некои работи, некои вистини кои ти биле потребни кога си бил дете, затоа што ти биле некои забрани дадени од твоите родители кои биле твои херои, односно твои богови, без кои не си можел да преживееш, денес сваќаш дека можеш да преживееш сам или сама и ги гледаш тие концепти и сваќаш дека, окей, тогаш менуваш сам или сама. Односно, ги препознаваш сите тие забрани што ти биле дадени како дете, може би ти служеле во тој период и сега ги менуваш и си даваш дозвола. И така ја менуваш таа внатрешна вистина. Например, пишуваш, денес си дозволувам да ми се случи нешто убаво. Денес си дозволувам да ме израдува нешто. Денес си дозволувам да ја видам убавината на животот. И можеме да започнеме со такви опширни реченици, не баш конкретни, доколку ви се јавува отпор према оваа метода. Нормално, секоја метода не функционира кај секоја личност и можете да си ја препознаете дали ви функционира оваа метода, но можете да дадете дозвола. Јас можам да ви гарантирам дека доколку допуштите, дозволите да оваа метода функционира, тоа исто е како со секој учител, со секој коуч, психотерапевт или доктор таму надвор што постои, ние самите му даваме дозвола да ни помогне. И затоа некои личности им помагаат на некои луѓе, а на други не. Затоа што едните дале дозвола, а другите не дале дозвола. Или некој коуч одговара на една личност, а не на друга. Тоа зависи индивидуално од секоја личност, или еден коуч носи резултати кај една личност, а не кај друга. Тоа е од тој внатрешен концепт на дозволување. Си дозволувам, си давам дозвола оваа личност да ми помогне или нејзиниот метод или што и да е. И така, исто со оваа метода, си давам дозвола и не мора да веруваш одма во тоа што го пишуваш. Со редовна пракса се создава вера, а таа вера создава искуство. Сега, постои една замка во оваа метода, малечка замка во методата си дозволувам или си давам право, а тоа е заслужување, што се сокрива уште подолу во тие слоеви, внатрешни слоеви на нашето его, односно на нашето внатрешно дете. Често луѓето не си даваат право, не си даваат дозвола затоа што сметаат дека не заслужуваат. А со тоа што не заслужуваат, тие пробуваат да ги контролираат работите и на тој начин не можеме да допуштиме да си дозволиме. И тоа се многу слоеви на таа деконфузија на нашето его и затоа не е доволно некогаш да користиме површни методи. Треба да одиме малку подлабоко, но кога слој по слој ќе ги видиме сите тие концепти, како што заслужуваме, што не си дозволуваме и така натаму, кои се внатре во нашето внатрешно дете, тогаш ќе можеме да си дозволиме да функционираат и тие афирмации, да користиме најразлични методи кои ќе ни помогнат на едно друго ниво. Ќе ви дадам јас мој пример, каде си дадов така повеќе дозвола. Кога дојдов јас прв пат во Словенија, па потоа и во Германија, прилично народот тука, луѓето се исти, луѓето имаат верување, односно ние што доаѓаме од Балкан или од југ, имаме верување дека германците, словенците се затворени како пријатели, тешко можеш да допреш до нив и така натаму. И јас не ни размислував, го имав тоа верување веднаш кога дојдов, луѓето ми го наметнаа што живеат тука. И ми беше од старт како невербално, подсвесно не си давав дозвола да влегувам во пријателства со германци. До еден момент кога најдов на една девојка која дојде кратко од Србија, можеби година дена беше тука, а јас бев веќе 6-7 години во Германија. И таа ми кажа, најдов многу германски пријатели, имам и се дружиме и баш се супер и така натаму. Јас се запрашав, чекај малку, како допре до нив, као тие се затворени и не можеш да комуницираш со нив и таа, не, ако ти иницијативно пристапиш во дружење и видат интерес од твоја страна и те како ќе го прифатат тоа и така натаму. Од тој момент ми се промена цел концепт во однос на како можеш да пристапиш кон луѓето што живеат тука, кон германците, и на тој начин ми се промена и моето верување, а и мојот принцип да си дозволам да имам германски пријателства. Денес уживам во тие пријателства и навистина ми се потврди моето ново верување кое ми служи затоа што живеам тука, одлучив да живеам во Германија и сакам да се дружам со германци, ми се допаѓа нивниот стил на размислување.
И на тој начин си дадов дозвола. Но немаше да си ја дадам таа дозвола ако не ја видев другата перцепција, или ако не си дав дозвола да го променам самото уверување, или да се задржам затоа што се уште постои луѓе кои не германците се вакви или такви. Со ова ќе се поистоветат многу од вие кои ме слушате, кои живеете во Германија или барем во Европа. Размислувањата се слични. Така луѓето имаат најразлични забрани кои си ги даваат себе, например, си забрануваат, не си дозволуваат да ослабат, да го променат телото, да не си дозволуваат да вредат, да го зголемат нивниот животен стандард и така натаму. Значи, тоа се некои несвесни концепти кои ги освестуваме со оваа вежба. Дозволување или давање право на себе си е одлука која ја пушта цела контрола и која сваќаш на еден момент дека си поддржан и дека доколку дозволиш, доколку си дадеш право, само ќе ослободиш една голема количина на енергија и тие работи ќе дојдат кај тебе. И затоа што, како што кажав на почетокот, можеби вие згрчено држите нешто кое некогаш служело, ама денес веќе не. Правиме една интересна вежба со моите клиенти, посебно со тие што имаат перфекционистички дух, што се склони на перфекционизам. Јас им пишувам како картичка, како возачка дозвола им правам, дозвола за грешка. Да секој пат кога ќе направат грешка, кога ќе им се случи нешто, да ја видат таа дозвола и да знаат дека првенствено може да си простат и да си дозволат грешка без да се осудат и без да се оштетат. Верувале или не, постојат луѓе кои не си дозволуваат да се здрави. Од X причини, од некои подсвесни концепти кои ги имале кога биле деца, кои им служеле доколку биле нон-стоп болни, добивале љубов и така натаму, но денес воопшто не им служат, а се уште живеат по тој принцип. Верувам дека ова ви служеше. Споделете ова епизода со луѓето кои не си даваат дозвола, кои се згрчени, не си дозволуваат да се опуштат, да имаат право на нешто повеќе. Можете да го испратите ова на личности кои сакаат да променат уверување внатре во себе, и би сакала да ми испратите порака на Инстаграм да ми кажете зашто не си дозволувате вие. Што е тоа што си го забранувате? Уживајте и се слушаме во следната подкаст епизода. До следната епизода ти испраќам љубов.